Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUR FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и нешто за здравјето. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. Тоа беше нашиот млад Петар Ангелевски од Демихисар со македонска гајда. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Важно соопштение од управата овде во Ньюкастел. Се бара помошник на Попо Пецо Петровски, тоест притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Ньюкастел. За повеќе информации јавете се кај председателот Саша Стојчевски на 0408 490148. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сатот после пладне. Се игра бинго од 10 до 11:30, после ручекот се дава. Сите заинтересирани за ручек во четврток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434 429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е $20 по лице со 4 врсти јадења.
Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49 68 4649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 8 и недела на 9 август. Да најавиме нешто за игрорната група и македонското школо. Како што знаете, се одржува часови по македонски јазик секој петок од 5:30 до 6:30 после пладне и од 6:30 до 7:30 одржува тренинг на игралците Стив Наумов. Значи секој петок во нашиот македонски културен центар имаме две нови наставнички кои ќе ги учат децата македонски јазик и култура. Исто и имаме кореограф за младите играорци. Нешто за нашиот град Њукасл, се што се случува. Како и секогаш овде во нашиот македонски културен центар, секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во поголем број, каде се занимаваат некои со играње карти, други со играње домино и трети со играње на шах, а пак останатите гледат македонски канали со музика и се друго. Исто така овие сати за занимавања послужени се со кафе и чај, сето е бесплатно. Во среда се одржува тренинг во петок се одржува тренинг со игрорната група и македонското школо. Како и сите фудбалски тимови, ние имаме јуниорски тимови во тимот Бротмедо Меджик и тоа во многу голем број од најмали години, кои се надпреваруваат во Маја Пак Бротмедо. Многу важно е да најавиме дека во нашата македонска црковна сала можете да организирате разни свечености, како свадби, крштевки, роденден и други веселби. За сето тоа можете да се јавите кај претседателот Саше Стојчевски на 0408 490148 и кај секретарот Крис Веловски на 0414 296910 за повеќе информации. А сега нешто за здравјето. Моќен сон за имунитет и слабење. Исфрла од телото се што штети. Состојки се 4 средни моркови, 2,5 см корен од ѓумбур, 2 лимони излупени, 2 чешниња лук, 1 супена лажица јаболков оцет и се приготвува на овој начин. Ставете ги сите состојки во соковник, пијте го 2 дена сокот што ќе го добиете. Се пие 3 пати дневно. Остатокот чувајте го во фриџидерот. Не смее да стои подолго од 36 дена. Овој сок успешно ги симнува килограмите, го снижува притисокот и го зајакнува имунитетот. Морковот ги јакне зидовите на крвните садови и срцевиот мускул, го намалува нивото на лошиот холестерол и спречува мозочен удор, атеросклероза, проширени вени. Ќумбурот е најсилен антиинфламатор, коренот може да ги ублажи болките во мускулите и да ја подобри дигестацијата. Да видиме што има во лимонот. Секој ден 1 лимон повеќе. Резултатот не можете ни да го замислите. За многу кратко се исфрлат вишок од килограми и она што е најважно се намалува обемот на стомакот, нозете и сите делови кои се обложени со сало. Диетата трае 9 дена и се повторува наназад, што значи дека вкупно трае 17 дена. Се слабее околу 10 килограми и не е претерано строга. За појадок, сите денови се јаде овошје по избор и количина неограничена. Овошјето мора да биде од еден вид и не смее да се комбинира. Ако изберете портокали, за тој ден мора да јадите само портокали и никако да не комбинирате, например со јаболка или банани. Количината на оброците ја одредувате сами. По можност треба да бидат помали од вообичаено. За ручек варира по избор. Граф, грашок и други мешумки, спанаќ, шопска салата без сирење, чуна и сос од домати и маслинки, макарони со доматен сос, 2 парчина интегрален леп со нискокалоричен намаз. За вечера по избор не смее леп до 19 часот. Таратур, зелка салата, краставица, марула, јајца поретко. Разни комбинации од претходните намирници.
Првиот ден треба да се испие 1 литар вода со исцеден лимон. Вториот ден се пие 1 литар вода со 2 цедени лимони. Третиот ден се пие 1 литар вода со 3 цедени лимони. И се така додека да стигнете до 9-тиот ден, кога се пие 1 литар вода со 9 цедени лимони. Потоа се брои наназад. 10-ти ден е на всушност 8-миот ден 1 литар вода и 8 лимони. 11-тиот ден е всушност 7-миот ден 1 литар вода и 7 лимони. Па 12-тиот ден е всушност 6-ти ден 1 литар вода со 6 лимони.
Ношти кате пак те видов, тука помина. Коса црна, очи мили, ти ги наведна. С ношти кате пак те видов, тука помина. Коса црна, очи мили, ти ги наведна. Pijan sum ti dušo, pijan se pak znam, bez tvoja da ljubav na tom propadnjam. Pijan sum ti dušo, pijan se pak znam, bez tvoja da ljubav na tom propadnjam. Čašata je prazna, tvoj život moj, što mi tvoji predi, koga ne su tvoj. Čašata je prazna, tvoj život moj, što mi tvoji predi, koga ne su tvoj. Pijan sum ti dušo, se poravi nas, iako znam nema, tvoj čaša nas spasi. Pijan sum ti dušo, se poravi nas, iako znam nema, tvoj čaša nas spasi. Belovino crni
sine, naš takvime, isto tvojta ljubov stoplime. Не се години што зборат, туку векови за нас. Сите мислат дека можат да не премолчат. Ајде сите едно оро се македонско, дружно браќа да заиграме. Ајде сите песна се македонска, дружно браќа да запеме. Стара Лука, една мајка, сите нас не родила. Од Вардар, Пирин, тур до Солуна, име е Македонија. Стара Лука, една мајка, сите нас не родила. Нека знат, мајко, ти ни остана, нема друга Македонија. Не сме дрвовровка земја, корен да ни искорнат. Иде време, сите просто ке ни застанат. Ајде сите едно оро се македонско, дружно браќа да заиграме. Ајде сите една песна се македонска, дружно браќа да запеме. Руина
život laže go prokolnuva. Nemam srce ni tu sila, duša imam, nemam ništo bez neja. Celim nogi pijam, celim denoj spijam, samo da ne ja mislim i da ja zaboravam. Odi letni ptico bela, prekusite neba, ti pronajdi ja. Da ja praša špico bela, da li koliko mene ta taguva. Nemam srce ni tu sila, duša imam, nemam ništo bez neja. Celi nogi pijam, celim denoj spijam, samo da ne ja mislim, sakam da zaboravam. Kaži ptico bela, kaži što si čula, što si videla. Soza roniš ptico bela, a ber ti mi nosiš bolna legnala. Nemam srce ni tu sila, duša imam, nemam ništo bez neja. Celi nogi pijam, celi denoj spijam, samo da ne ja mislim i da ja zaboravam. Tvoj te laže lična Jovano, neka sum ti ludo nevereno, suze žeški roniš po lice, kletvi teški prlaš po mene. Tvoj te laže lična Jovano, neka sum ti ludo nevereno, suze žeški roniš po lice, kletvi teški prlaš po mene. Nemoj ne plaši, lična Jovano, srce vo što bije v gradi mi je tak staro. Sozi izliši, lična Jovano, ti se kola nesu do soli neverno. Tvoj te mame lična Jovano, deka druga mi je srce to, oči kriješ, ne mi zvoruvaš, doma i na porti zatvoraš. Tvoj te mame lična Jovano, deka druga mi je srce to, oči kriješ, ne mi zvoruvaš, doma i na porti zatvoraš. Nemoj ne plaši, lična Jovano,
вечна Јовано. Да проследиме нешто и за здравието. Како правилно да го чувате кафето за да не изгуби вкусот и аромата? Печеното кафе може да трае долго време на полицата, но експертите велат дека неговиот квалитет не е константен и ја губи свежината поради изложеноста на воздух, влага, топлина и светлина. Печеното кафе може да трае долго време, како што рековме, разбирањето на ефектите од овие елементи е вклучно за правилно складирање, пишува The Kitchen. Целите зрна кафе содржат масла и соединение кое брзо се разградуваат, па затоа целта на правилното складирање е зрната да се чуваат во затворен сад на ладно, темно и суво место. Се препорачува да купувате само количина кафе што може да ја искористите за 1 до 2 недели. Неотворената кеса може да се чува до датумот на истекување наведен на пакувањето, а откако ќе се отвори со правилно складирање, зрната најдобро е да се искористат во рок од 2 недели за најдобар вкус, иако 3 недели ќе бидат прифатливи. Може да чувате зрна кафе во оригиналната кеса, но најдобро е кафето да го префрлите во затворен сад, со што е можно помалку празен простор. Важно е кафе да се чува на собна температура, подалеку од извори на топлина, како што се шпорети и подалеку од директна сончева светлина. Чувањето во фрижидер не се препорачува, бидејќи внесува влага и мириси што кафето лесно ги абсорбира. Иако кислородот е најголемиот непријател на свежината на кафето, повисоките температури и влажноста го забрзуваат губењето на аромата. Поради ова причина замрзнувачот може да изгледа како идеално решение, но не е погодно за кафето што го користите секој ден. Исто така, замрзнувањето на кафето може да биде добра опција за долгорочно складирање, но само ако се направи внимателно. Меленото кафе ја губи свежината побрзо од целите зрна. Често во рок од неколку дена, бидејќи поголемата површина го забрзува процесот на оксидација. За максимална свежина се препорачува да мелете само количината кафе што ви е потребна за подготовка. Остатокот од кафето чувајте го затворен сад на ладно и темно место, а пакувањето, откако ќе се отвори со правилно складирање, зрната најдобро е да се искористат во рок од 2 недели за најдобар вкус, иако 3 недели ќе бидат прифатливи. Половина век македонска светлина во Австралија. 50 години од првата организирана настава на македонски јазик во Нов Јужен Велс. Ова година македонската заедница во Австралија одбележува еден од најзначајните историски столбови на својот опстанок на петтиот континент. 50 години од одржувањето на првата организирана настава на македонски јазик во Нов Јужен Велс. Пред точно половина век во сиднејската населба Нјутеан беше засадено семето на македонската просвета, која до денес остана силна тврдина за зачувување на македонскиот идентитет, култура и корен, далеку од татковината. Првите генерации учеле во многу скромни услови, често без доволен број столчина. Затоа како се кршеше мразот и како се отвораше првото македонско училиште на историскиот 29. мај 1976 година. Сведоци за радио СБС, еден од директните основоположници и жива легенда на македонското школство во Сиднеј, господинот Тоде Габровски. Тој беше меѓу првите наставници, а подоцна и долгогодишен преседател на Македонскиот просветен училишен одбор за Нов Јужен Велс во трајање од цели 17 години. Денес господинот Габровски со гордост ја носи титулата почесен преседател на овој значаен одбор. Од идеја на saстанок до 400 ученици во клупите. Приказната за македонската писменост во Сиднеј започнува 2 години пред официјалното звонче во тогашниот Австралиско-југословенски информативен центар во Нјутеан. Во 1974 година се зачленив во центарот каде што се запознав со координаторката Јована Њусер Сечански. По неколку
состаноци ја отворивме и дискусијата за потреба од отворање на првото етничко училиште во Сиднеј. Вечна благодарност до пионерите на македонската кауза. Го поканивме тогашниот директор на државно училиште, господинот Даг Муркен, и по константивен разговор се донесе историска одлука. Се отвора училиште во Кинг Стрит во Нјутаун, а наставата ќе се одржува секоја сабота од 9 до 12 часот. Се присетува Габровски. Саботата на 29 мај 1976 година со златни букви е запишана во историјата на македонската диаспора. Тогаш официјално започна наставата. Ентузијазам бил толку голем што само по неколку седмици училиштето буквално се преплавило со деца. Се формирале дури 13 паралелки на македонски јазик со повеќе од 400 ученици. За споредба, во истото училиште тогаш имало 4 српски, 2 хрватски и 1 словенска паралелка. Директорот Муркин им дозволи на македонците да ги користат сите училници, но со секоја измината сабота, поради масовниот прилив на деца, просторот станувал се потесен. Без учебници и програми, но со огромно македонско срце. Почетоците, како и секој почеток, далеко од родниот крај, биле проследени со огромни предизвици и немаштија. Ние, македонците, се сочуваме со сериозни проблеми. Немавме готов наставен план и програма, немавме ниту еден единствен учебник. Секој од нас се снаоѓаше како што знае и умее. Мотивиран само од љубовта кон својот народ, Тоде Габровски со ученици од првата организирана настава по македонски јазик во Нов Јужен Велс 1976 година во Нјутаун, Сиднеј. Но веќе следната година за среќа пристигна првите официјални учебници директно од тогашната Република Македонија, раскажува Габровски. Да ги проследим уште една соопштенијата. Важно соопштение од управата овде во Њукасл се бара помошник на попот Пецо Петровски, тоест притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Њукастел. За повеќе информации јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 0408 490148. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49 684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 8 и 9 и недела на 9 август ова година. Тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 на минути. И ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Anta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.